певски хор на Македонската радиотелевизија, големи и мали. Македонската радиотелевизија Во емисијата за земјоделците Нашиот контакт. Нагласуваме дека сите кандидати кои што ќе се пријават на јавниот повик се добре дојдени и ќе бидат повикани на разговор во просториите на Македонска радиотелевизија. Условите за вашиот евентуален ангажман во Македонска радиотелевизија ќе бидат утврдени по завршената финална селекција на пријавените кандидати. Јавниот повик останува да важи на неопределено време. Со почит, јавно радиодифузно предпријатие Македонска радиотелевизија. Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Агри. Најмалку би сакале вака да ја започнеме емисијата со оваа слика што ја затекнавме во Струмичкиот регион, каде што се уништува во буквална смисла производ што се уште може да се смести во нашата исхрана. Станува збор за зелката која што се уништува, се мулчира. Гледаме, земјоделецот има и дополнителни трошоци за се това да го направи, но гледа некаков спас за да оваа нива се искористи за некакво друго производство. Зошто се случува ова? Секогаш се стартува со добра цена, зелката имаше и 50 денари, но сега и воопшто не се нуди никаква цена, односно нема кој да го откупи ова производство. Овој дисконтинуитет во цените се случува и кај останатите производи, како што доаѓа вегетацијата. Еве, ќе видите во денешнава емисија, се стартуваше со откупот на доматите со 50 денари, што е добро. Но постепено од ден на ден се намалува на 45-40 денари и сета таа неизвестност ги мачи производители. Додека нас потрошувачите знаеме која цена ја плаќаме, секогаш таа маржа некогаш достигнува и до 3 пати повеќе, а се нудат и производи кои што се всушност и нелојална конкуренција на нашиот производ. Во денешнава емисија започнуваме точно со она што е карактеристично во Струмичкиот регион, а тоа се така наречените френки, односно доматите. Се повеќе овде во овие села се одгледува оваа култура, се напушта онаа култура која што повеќе беше застапена во минатото, краставицата, белата пиперка и најмногу присутна е така наречената ајварка, односно куртовската капија која што е за преработка. И тука повторно се напоменува таа неизвестност околу откупната цена. Договорно производство ќе се направи, но земјоделците не знаат која цена. Треба нивна заштита за да можат и тие и натаму да произведуваат храна, да имаме доволно за сите нас, а не повторно да напоменам да се уништува на овој начин. До средината на мај откупени беа над 60 милиони килограми пролетна зелка, што е скоро за 9 милиони килограми повеќе од лани, велат од ресорното министерство. Поголемиот дел беше од зелката произведена под пластеници, а од онаа на отворено остана неоткупена. Може да се продаде, нема на кој да ја продаде. Никој не откупува. И јас не знам как ќе излеземе, как ќе врзаме крај со крај. Кој така продолжи, това уопште не е добро. 7 декара. Фолиската почна добро, заврши негде средно. Па беше 40, 35. Па прилично добро. Таа уопште не почна. На отворено уопште не почна откуп. И сета тя така се останала и сега го мулчираме да може да
посееме нешто друго. Ќе сеам бустан, касно е малку, ама ќе сеам што да правам. Белги нешто, нели ние сме така. Не знае дали ќе успее да ги надокнади загубите со садењето на бостанот, но мора да се ризикува. За жал, никој не им посочува што е тоа што ќе се бара и ќе може да се продаде. Но и тие нешто да заработат, не само трговците. На тие 5 хектари чиничка, јонџа, пиперно отворено, затворено, нема никој кој да пита за зелка. Никој не прашува, а зелката се уништува. Оваа храна, кога многумина и не се во можност финансиски да го поминат месецот, навистина е тешко да се гледа како се уништува. Уште потешко му е на земјоделецот, кој што многу вложил за да ја произведе, а сега и натаму троши. Троши се многу. Прво колку ѓубре има потрошено, па прскање, па наводнување. Тоа крај нема. Расат, аргати, покритија никако, тоа у минус. Сега ги трошиме таа што го продадеме фолиската. Што за нас? За нас нема ништо. 24-та е платена. 25-та нема ни за декаража, ниту за на кило. Нема повик за пријавување, а и не знам што да ја пријавувам веќе. Од и бустану ми е каса, ние мислам от иначе нема да биде ништо од него. Ќе биде касно есен. Ако не стигне како зелката. Тракторов нов, вие си го купивте или добивте? Ние си го купиме, Арнама, јас знам како сум го купил. Синот е вработен, он си е башка. Јас сум земјоделец. Стратегија и план за производство. Сигурност бараа земјоделците за да го продадат својот производ. Да не остануваат нивите празни. Младите да бараат друга екзистенција. Да ни каже држава да тура некој ред да има загарантирано производство. А ние чекаме на некој да му се стемне некаде у некоја друга држава да зафале роба, па ние да крајнеме. Стратегија никаква. Договор да се направи то договор со гаранција оти ќе се купе, ако не се купе да се плате, а не да се молчира, да трошам без потреба пари тука и тие што ги замаат да ги фрлам тука и така. Се повеќе возрастната граница на нашите земјоделци се зголемува, но има и семејства кои што со години работат, верувајќи дека еден ден вистински ќе им се признае нивниот труд. Ова семејства 20 години произведува домати, обезбедувајќи 90 тони храна за државата, за народот, а и за извоз. Но и овде неизвестноста околу откупната цена ги плаши. Нашата роба оде вонку од државата. Цејанта беше 50, сега е 40. Значи за ден паѓа по 5 динара. Утре не се знае што може да биде, дали ќе е 30 или 35, лоша работа. Немало откуп, пазар немало. А товара се, зимат га. У Пеперево има 6 откупни центри, нашиот патлиџан оде Србија, Бугарија, Црна Гора. Розова таа повеќе тука, може и вонку од Македонија да оде. Пакуваме, у картончина се пакува, од дрвени гајби се пакува, ја гледате тука зад нас. Од доле 20 френки, од горе 15 френки, спрема френката која е едра, тројка, ако е посредна, четворка оде. 8 кила, 8,5 кила, картончето гајбата таа е по 11 кила. Просек иде, чисто. Од семка дома га пуштаме, пакираме, на нивата га разсадуваме, вразоване, мутане, плевене, се наша работа и плюс работници фајкеме. Ено спочнаваме да бераме. До 1 јули ќе бераме. Договор немаме. Со никој не можеш да склучиш договорот и не знаеш што ќе се деси. Може и да не га земат. Зелката на отворено поле сата остана. Сата по нивица со капа, по зелка по 3-4 кила. Сега за таа година 100, никој не га сака. Никој. До 3 динара, до 6 динара.
На дете да даш од 5 години нема да зема 6 динара, да на дуќанот да си купа нешто. Од 5 се почна секој ден по 5 динара, дојде на 6 динара. Од година во година трошоците растат. Со земјоделие се баваме повеќе од 50 години. Дедо, татко ми, па и јас активно веќе сум на кај 50 години. Произведуваме домати некаде по 80-85 тона годинашно. И може и сами да видите сорта Атија. Процесот на производство почнува некаде од 25 декември, од семка па до пекиране, на стално место негде 26 февруар, 1 март, 3 март и да дојдеме до берба некаде 25 или 28 мај. Едно 6 месеца трае цел процес. Цела зима се работи, значи активно. Фамилиарен ни таа работа, други примања нема, освен субвенции, немаме пензии, нема вработени пари од страна, нема донации од странство, ич. Така да, значи, главна и основна дејност, што викаме ние, и што заработаме, и што обстануваме, ни земјоделието. Трошко од самиот старт, една семкичка се продава тука околу 6 денара, или 10 центи, некаде 1000 семки кеса околу 100-105 евра ме кошта. Това е самиот старт. Нашен, значи, немме. Семето е холандиско, значи увоз, со бензин, со нафта, прихранување, заштита, па кошта сигурно некаде 30 денара или 40 по коранче. За едно коранче, ако е добро, оно може да даде и 4 кила домати, ама ако не е добро, ќе даде и 2. Фактички паѓа добивката. Околу цените почнаваме од 50 денара, што јас мислам оти добро, према ланската година. Сега моментот е 40 денара. Може да се каже оти оште е добро и 40 денара, ама испод 40 денара ќе нема заработка. Заработка ќе нема и ние сме научени да поминеш и со 5000 евра годината и со 10. Така да, мачеме се, трудиме се, работна рака, работници фаќаме. Дневницата е некаде околу 1000-1500 денара, зависи колку време ќе работат. Сега што е жешко, порано напуштаме. Тука некаде од 20 до 25 евра по човек. Млади се, имаат и млади деца. Сакаат да останат во Македонија на нивните ниви да произведуваат квалитет, што се разликува од увозните домати. Македонскиот патлиџан е убав патлиџан за јадене, не е тегав. Албанскиот е тегав. Значи, кога ќе го сечиш, унатре е белко жилав. А нашиот е убав изгледан патлиџан, наранен патлиџан и облико са крупноста, што крупноста като мене и он. Сложни, подеднакво работат и Кире и Мери, и децата, кога можат. Цела фамилија сме, со жената и 3 дечка имам, значи сите сме вклучени од това. Е сега за напред, ние поднастареваме веќе, младите ќе видиме дали они учат на факултет, па дали ќе работат земјоделие, ќе видиме како. Плата некаде околу 30.000 денара. 30 на мене, 30 на невеста и така. Тука некаде. Јас сум евидентиран земјоделец, од ИПАРТ име земано машини, јас имам трактор земано на 10 декара лозе. 2018 машините иземаме 2015, всичко се заврши како што треба. За лојсто ги пуштија, затоа нема што да коментирам. Пред Трифун ги пуштија, а другото ни треба за нивите, за пиперу. 3 динара не ни се дадни од пиперу, не ни дадно за декараашта, колку наследува. Требат, парите требат. Треба пари, треба средства, инвестиции. Мај прво бееме у тие тунели, ама у това време беа други сорти, дава 1,5-2 кила. Френки и не раста толку високи. А сега во поново време, таа сорта, например, хибридна, она не може под тунел да успее и мора пластеници. Јас имам 6 декара пластеници, некој околу 20-21 илјада коранчина имам насадено. Пршувањето е со бумбаре. И они има ги холандиски, белгиски, завајдено за прв пат на пазар, има шпански. 100 евра кошта една кутиичка, значи бумбар, она негде за 2 декара. Ама добро, исплаќа се. После исплаќа за разлика да упрашуваш на рака со работници, томатин, хормоне, така да това е по-добро прашување со
бомбард. Това се е направено полека, ще го имам постигнено. Нещо ќе се задужеш, кредити не сум користил со банките. И партија ми искористено на ниво на рано градинарство, машини, механизација. 2015 година платено 55%, вратени по арта, значи во ред. Тенираче, приколица, плугове, фреза, ѓубре расторач, вода и имениот систем затворен од Брана Турија. Она е тука негде на 10-12 км. Има добар систем. Повеќе користиме сите, има приватни бушотини. Моторчина на бензин. Бензин за цела сезона, па ајде да не претерам, едно тонче бензин ќе истросиш, нафта може и повеќе. Системот ни кап по кап. Ако има вода, обично април месец го пуштат, горе Лозина, Куртова капија, значи наводнуваме и од Брана Турија. Град имаме 2025 година на 7 мај. Доста најлома уштити. Им е поднесено до ја на лице место комисии, имаше да видат стварно. И чекаме сега да видиме колку ќе обештетат и така натаму. Не им пречат ниту прашината, невремето, градот, немањето вода, напад на инсекти, што уште не. Со сето тоа може да се снајдат и добро знаат како да произведат, но со цените пласманот не може да се справат. Денеска не знаеме колку е цеант. Редаш, може вечер да каже 35 ки тя пише, а може да каже и 30, а може да каже и 45. Договорно производство нема тука. Мачаме се така, редаме. Не знаеш до вечер колку е цеанта, што е цеанта. И малку треба министерот да презема повеќе мерки, да дојде тука у Струмица да види што се дешава. Понисијалто да ги видат тие дечка тука каса мачат, па и моите деца са на школу, да видат децата каса мачат, ем работат, ем одат на школу и да презема малку мерки. Треба да презема мерки од това жално. Мора да има ред и поголема контрола од државата. Државата што треба да направи? Да има некоја стабилна цена. Ако се продава 50 денари, нека се продава 50 денари. Или ако се продава 45, нека се продава 45. Не на 2 дена или на ден. 5 динара доле, 5 динара доле, ќе дојде до 20 денари, готово пропаднано. Лани имаме 90 тона френки, патлиџан, ајде не... патлиџан, зелки, пипер, се. Цените беа лани подобри од сега, од тај период. Лани беше 50 динара тај период. Дома имам белешки са паднени едност на 45 динара, са е 40, това не е добро. Веќе 20 години се има домати. За куртост капи обично јули, август склучуваме договор со откупни центри. Тоа мора дека што нас тугевиле там по фабриките. И ми лани по 45 почнаваме. Вај година ќе видиме, ќе кажеш до некако ќе шо ќе. Па моја мислење не само за ајварката, и тука и млад компир, тука и френка и краставица, испод тие трошкови што ги има, пошто се ујде нагоре, испод 50 денара на кило, не се исплаќа. Не лагаме да одаме од друга држава, тук сакаме да останеме, ама нема. Кога бевме во овој крај, видовме неколку отворени откупни центри, но за изјави тешко се одлучуваа собствениците. Зошто? Може само да предпоставуваме. Редно и тие покрај за цените да кажат и за тоа со какви проблеми се соочуваат, доколку постојат. Повисоки цени и отварање на откупно-дистрибутивен центар за стреши. Вака побара овоштарите од Струмичко Вилјусе кои го изложија своето производство на првата манифестација насловена Стрешијада. Ама квалитетот одлучува, а откупот најмногу зависи. Откупот молиме се да доваѓаат албанците доле на Чмица па да се земат треши. Треба да имаме некои привилегии за откуп на трешта. За да има стандартен, да имаш волја да произведуваш. Нема откуп на стабилен откуп, да имаме магазини, да ни откупуват, така идат приватни лица. Имаме ние големи површини, само нема откуп. Слаб откуп имаме. Туку во село Велјус. Слаб откуп.
Се приклучија и домакинките кои тврдат дека црешата може да најде место и во кулинарските специјалитети. Се повеќето со цреши, имаме баклавац со цреши, пита со цреши, мефини со цреши, црешка со сладко, со чоколадо. Може да се произведува сладко, джем, колачи од цреша, мафини, па дури и во сладкарската индустрија. Црешијадата има за цел да го сврте вниманието на трговците и откупувачите, но и да се размислува за отварање на конзервно-преработувачки капацитети. Се откупува црешата, меѓутоа многу малку откупувачи има и токму затоа неретко цената е многу ниска. Има и сериозни компании кои што веќе се јавиа да откупат секундарни производи од црешите. Значи ние веќе работиме на регистрирање на задруга во Велјуса, пред се која што ќе се бави со овоштарство, тоест нели производство на цреша. Задруга која што ќе произведе цреша, а како секундарен производ ќе имаме производ од сладко од цреши и сокови од цреши. Сакаме јавноста да дознае дека нашите домакинки умеат да направат најразлични производи од цреши. Се мисли на сладко, на сладки, на други благи производи во кои што главен производ е црешата. Денешната манифестација привлече илјаници гости и посетители кои уживаа во еднодневната програма. Со засејани над 50 на хектари под цреши, населеното место Велјуса Струмичко се смета за најголем производител на ова овошје. Го видовте прилогот од нашиот дописник Ване Трајков, каде што за прв пат се организира оваа убава манифестација Црешијада, која што е синоним за Велјуса, но ние сега ќе се навратиме малку и наназад на историјата, каде што турските записи уште од 1570 година се говорело дека во овој крај најмногу се произведувал бадемот, оревот, виновата лоза и црешата, но и свилената буба, да не ја заборавиме, а овде веќе во овој крај знам дека добро се подготвува исто така и мастиката, нашиот автентичен производ, традиционален. Да се навратиме значи на црешата, се повеќе има интереси кај младите, но дестимулативно е тоа што е ниска откупната цена. За разлика од лани кога имаше висока цена и до 300 денари, 250 до 300 денари кога немаше цреша и измрзнување, оваа година цената изнесува 40-50 денари. Навистина жално, но овие цреши треба и понатаму да се одржуваат. Овој конкретно насад што го гледате зад нас е 15-20 години, зависно од стеблата. И треба да одржување, треба да има род и наредната година. Трошоци имаат производители, само да дојдат до овдека со тракторот на 400 метри надморска височина, трошат значи нафта, трошат труд, средства за заштита, каде што се прска, се заштитува црешата 2 пати годишно, што е навистина за пофалба и се внимава на каренцата. Навистина многу има што да се зборува, но тоа ќе дозволиме ова семејство да малку подлабоко не запознае со самото производство на црешата овде во Велјуса. Овде се наоѓаме на 400 метра надморска висина под планината Еленица. Извор се вика место, што има природна вода, цреште што тече. Површина се збират скоро 10 декараден хектар. Дрвца се купно околу 420, ама нешто имаме расипано, 400 дрва има за берба. И имаме друга локација спрема селото Вадоча, таму некои 150 метра надморска висина, исто па под планината на Еленица. И другата, тие се се исти бавчи, една има спрема Ангелци доле кога се оде. Нашата цреша се разликува што најпрво се зреа во Велјуса. Тоа сонце, кога оди изгрева до завоѓа, се сонце пече во Велјуса. И за това најпрво се зреа црешта. Например, да кажеме, во Охрид, што има таму ресен струга, нивната още зелена. А нашата секој пат црна. Еве, гледа се самата камера и тако, това црно берба цреша, значи, исклучиво за бербата од ОКС-то. Црна цреша. Таа викат Охридска долгошишка, долга пашка ние викаме, долгошишка. Имаме бурлота, има стела, има ранозрелка мајски цвет и германка. Разликуваат се по пашките. Значи бурлотта, таа што гледате црната цреша, таа е кратка пашка. А мора да се на ѓубре како најправо.
Значи со вештачки ѓубрива мора да и наѓубраш пролета во март месец, за да имаш плод. Другото, да се искултивира, да, чиста нивата. За мене това са некој не е за мене сакам да се чисти, значи да не се плашам ни од змија, ни од тако. Искултивирано, танираме, чинуваме, се со трактор се изработва тоа. Почвата хранлива, исклучиво за овощарници, велюса најмногу. 20 хектар сигурно има и повеќе. Прсками по еднач до два пати, да немат мушица, значи мушица да нема и да нема благотија медовина што викаме ние по неја и вошки. Каренца, значи таа е веќе заминна едно 20 дена која е прскана. И завршено, значи почнаме ли со бербата, затоа што и нашите деца доаѓаат овде на нивата, па и јадат црешат, как си направиме бела самите себе. Со бербата кога ќе почнеш, ај тие што се ниски гранки, што ги гледаш, тоа се бере од земја. А за нагоре, за високите гранки горе, мора да има скала. И стоаш си на скалата си береш. Иначе таа роба за да слегнеш одгоре, мора со скала да дојдеш. Ние сме дојдени на таа бавча, скалите ни се на другата бавча. Значи дојдени сме денеска за поручок да открадеме малце, да не заврнем па. Јас ја пример таа бавча што ми е другата, прва година берам од неја. Она ниска направена, нема толку високи дрва, ниска доле. Значи и гранките се на земјата. За неја не треба ни скала. Сечем горе врвото, на сите сечем врвото. Наредна година треба таа овој врв да се сече овде, за да останат, да се враќа назад плодо. А што му одеме високо горе да бегаме, нема сите што има, сите се сечат. Ја пратат и што е сушено дрво. Имам машинки, маказа електрична и маленка жагичка имам на батерии. Со неја право сечам и крај. Секоја година има град. За град има се, ама никој не е ставил, нема како да го облече това дрво со мрежа. Големи инвестиции. Денеска цел ден ќе работи за некои 3000 пари, ако земеш мрежа ќе платиш повеќе. Значи субвенции до прошлата година имаше, се си доваѓа, зелена нафта зиме, доваѓа, значи слободно се, значи поднесам си документи, имотни листови тие рва што се посадени и зима се субвенции. За 25-та не се дојдени субвенциите. Од Ѓурѓовден почнува со рано зрелката и на крају са уште докај може да задржиме денеска 5-4 јуни до 20 јуни ќе има оваа година цреши. На зелените пазари се појавуваат нелогични цени за црешите. Пред неколку недели и до 600 денари за килограм. Тоа биле увозни. Но лесно може да се утврди увозната цена и маржата. Приказната продолжува со веќе воспоставената практика. Од откупната цена до продажната, разликата да биде и за 3 пати, а некаде и повеќе. Црешата во Велјуса се продава за цена од 60 денари за килограм, а во Скопје или другите градови и до 180 денари. Наша домашна цреша, а според ценава увозна. За цената најтешко. Значи еден апел кажувам това, значи се бере од Велјуса цреш излева без пари. За некои 40 до 50 денари. А и мало овчара и 30 денари. Доаѓаат од Скопје, пример, албанци, трговци да ги кажеме, и они си ја взимат срешта, а колку во планташки во Скопје не знам. За преработка во Струмица нема ништо да се зачини. Лани беше 350 денари овде. А и мало на други места и 500 и 1200 денари. Това некој голем благодете. Много роба, това исклучиво много роба вајде. Ланста година немаваме роба, од мразово од тие, временски непогоди, а за таа година има много роба. Во Велјуса историјата на гледување на црешата датира одамна. Поднебјето, воздухот, водата ја даваат уникатноста на оваа цреша, со која што се гордеат мештаните. Црешата е нашиот синоним, но се уште целосно не го добила вистинското место на пазарот, вниманието и можноста од неја да се добие многу повеќе. Велат производителите, меѓу кои има и повозрасни, но има и помлади. Идеи за подобар пласман постојат, но зошто да не и за преработка и продажба од куќен праг. Да има некој магазин, откуп на магазин, пример да зема од мене да се ја складира, па да и пречекава он трговци да доаѓа да се ја зимат од него, може ќе ја подобро. Како што го прават и у Охрид, у Струга, не знам, таму имале нини магазина, магазинеро се ја откупува срешта од земјоделецо, од производителот, а доаѓаат трговци, зимат си од него право околу Андрезија и разнесуваат. Велјуса 500 куки, ама од прилика на 250 домакинства
и имат сите цреша. Имаше пред да бегат децата од тука, да кажам, што видеа сите на печалба. Имаше и пипере, и бустане, кумпире, се куртова, значи се садеше цело поле само пипере. А сега веќе само овоштарниците, лозарство, што држи некој за дома, тутун и многу трешта се има во Велјуса. Останаваме сите сме по еден, по двојца дома, сите се децата размајнаа, треба екзистенца да се работи нешто, па да дојдат до пари сите. Голем апел даваме, за да може да се направи нешто за откуп на срешите. Дали министр за земјоделие, дали трговци, дали друго, да зема нешто да се заштите малку земјоделието. Значи со таа цена, со 40 денари и 50 денари, значи многу ефтино. Ако донесеш аргата да берат, ако платиш 20 денари од кило, на тебе не останува ништо. Само работа останува. Се волат и раци носи. Уште една перспектива за производство на храна, за жал недоволно искористена. Во Велјуса имало пипер, сега нема. Имало свилена буба, сега нема. Имало бостан, сега нема. Цреша има, а овие вредни овоштари веруваат дека сепак цреша и понатаму ќе има. Овците, како и секогаш благородни за човекот, и овде во непосредна близина на селото Трновци, семејството Бајрамовски одамна живеат токму од овчарството. Оваа традиција ја зачувуваат, се надеваат на подобро, имаат 1000 глави, веруваат дека тој број може да се зголеми, бидејќи се задоволни од се она што го произведуваат. Убави овци кои што наскоро ќе бидат истрижени, беа во моментов на пасење, но сега очекуваат да влезат кај јагнињата, бидејќи веќе и по втор пат ова семејство има јагниња, иако до сега 700 продале, задоволни се од она како работат, сите сложни. Тројца браќа заедно со своите родители, со децата, со семејството живеат овде. Вкупно членуваат 11 души кои што живеат токму од ова производство. И како што гледаме во позадина, си направиле и своја штала, имаат и машина за мозење, но ќе видиме колку ја користат и како. Речиси од рано изутрина од 5 часот овде се наоѓаат, по цел ден поминуваат заедно со своите деца, со внуците и убаво живеат и велате да порака до државата треба да се чува овчарството и во иднина. Деца, јагниња, разиграност, задоволство и умешност, да се пренесат вистинските вредности. Горте, дедото Исмет. Јас сум Исмет Барамовски од село Древеник, ама сум преселен во село Трновце. Сега сум почнал јас, како прво со дедом ми кога се делевме 30 глаи. И направивме со татко ми до 400 глаи. Се делив, имав 70 глаи. Од 70 глаи достигнав до скоро 1000 глаи. Од тука, првин мислев да правам 250 глаи овци, 2 коњи, едно магаре. Дори бев Древеник. Ама кога се пресели во Древеник не требале коњите и магарено. Требале трактори, требале плугај, требале приколици. Што не ти требало? А и тие трој накладовме. Требало штало. И од село излегов. Дојдов поле. И тука имам изградено штало. И сега сме стигнати до 1000 глави. Ама при деци, ако и сакат децана, можеш би ќе има и до 2000. И сето работено рачно. Нема нешто машинско овде. Све со мој пари ми е купено. Немам ништо државано, земено ни кредит, и ту пак да сум барал помош од некој. Па се занимаваме од дедо прадедо со овие веќе ние. И ова ни е струка. Ова ни е најубавата струка нас. Ова штала е во Атер на Светодори,
измеѓу Светодор и Трновци, во полето, во нива моја лично. Еве, едната е направена, сега друга овде сакаме да правиме нова, али пато не ни чини. Чекаме од општина да го направат. Имавме мовче онде вака, беше на пато, и то го турнаја. Чекавме, на градоначалнико му се јавив, вели од водостопанство. Водостопанство вели градоначалнико. И сега, нио е крив, а кој е крив не се знај. Од крајот почнува државно земјиште, од си за пасишта ни го одобрија то, за пасиште. По двајца одиме со овците, се надеваме сега сакаме и овчар да земеме еден. Ние имаме место вака, сето, за пасња. Па сега беа на пасење, сега ќе дојдат, ќе влезат под сенка. После околу 3 сато, 4, тогаш ќе излезат пак. И до кај 9 ќе пасат тие. Овде садат пипери, тутуње, све. И мора да има човек со ними. Имаме беричати кучина што ги враќат. Тие вредат колку за 10 души еден. Човекот ќе отераш 2 пати, 3, 4 речи, сега оди ти врати ги, а тој не веле. Волци има некојаш и идат и до овде ќе дојдат, тие покушуваат, ама кучината не остават. Имаме раса, почето намерим се, цигаји, секаква раса чуваме. Млеко скоро од 600 до 700 грама од овца дава. Овај период вака, априло-мајо, скоро и до кило. Машина за молзење имаме, ама тераме рачно, машината е спора. Едно што и не ги домолзува, вака, рацете си се раце, се знај. Млекото го даваме по 1 евро. Па од козите правиме нешто сирење, нешто јарината цицат. Нешто почето и чуваме за колење за пастрма козите. Прчојте и чуваме за тоа. Имаме матичен доктор од Крушево е. Со него соработуваме, ако нешто треба, одма иди. Треба да се знајдат, да се пасат, да се ранат, да се лечат. Све треба. Да се стрижат. За стрижење машини имаме, па имаме преку 10 машини. Сега една пред 2 недели ојдов од Турција езедо, професионална. Со незе се радеваме за 3 дена, околу 1000 глајда истераме сами. Произведуваме тутун, пиперче колку за нас. Тутун, нешто пченка за овците, жито. То произведуваме. Друго, ориз не произведуваме ние. Механизацијата сета имаме. Преколици имаме веќе 10. 5 трактори, балирачки 4, косачки имаме 2. Ништо од државата немаме искористено, све саме. Треба сено, луцерки, све имаме. Наше производство, све треба да се дојде сега. За зимата, раната да ја спремиме. Оти зимата кој ќе дојде, то не прашва. Годинашнава цена за јагнето е добра, велат тие. Задоволни се и од субвенциите. 2 пати и до 3 пати може годината. 2 пати нон-стоп имаме ни јагнина. Имаме за Нова година продадовне, за Велик ден, сега имаме пак за давање. Имаме и сега што се јагнат. Августо ќе има пак за давање, тие што се јагнат сега се јули, августо ќе бидат за давање. Јагнешкото беше беричат околу до 300 денари. Према како што е скапотијата платено е. За сега, значи сме благодарни и од државата и од све. Субвенци, све добро е. За ланската година не, субвенци не добивме за 3 јагнина. Се надеваме дека има некоја шанса. Премија за млекото, да, добивме. Сакаме да напредваме уште малце, докај 2000 беричат да тераме. За сега сложно, се надеваме да тераме и до 2000. Имаме пасиште, благодарност до СИЗ за пасиште што Николче од Битола, што ни одобрија. Овде пасиште околу 2000 хектари. Во полето не влегваме толку, си гледаме во Зико, кај што ни е овде широко сето. И вода имаме, реката Црна ни е овде близко. Све е добро, сега за сега. Сега кој ќе се жнија имаме голема површина. Ова сложно семејство многу знае и уме. Има проблеми, но пред се треба да се има мерак. Имаме место беричат, само мерак.
Ние ова стока сме го чувале дедо пред деда. И дедо ми живе 112 години со овие беше. Татко ми 80 години со овие. Јас 61 година имам пак со овие. А мои деца неќе ми останат со овие. Може и внуци и превнуци. Семејството Берамовски од 1000 овци добиле 200 тони млеко, 700 јагниња, 150 оставиле за приплод, а и сега имаат уште јагниња. И тоа не е само придобивка за нив, туку и за државата, која треба многу повеќе да го развива овчарството. Символично и гордо го нагласува ова Исмет, кој што бучно сака да го пренесе на сите. Бучно преку звоното што некогаш многу повеќе одекнувало на високопланинските пасишта и на секаде низ Македонија. Млеко до сега само годинава 20 тона има земено државане од мене. 20 тона. И 700 јагнина има земено до сега. А има душе 150 јагнина за да земит. А уште 150 јагнина имам остано за приплод. Значи секоја година по 150-200 оставам секоја година. Тоа е. Сака работа. Не е само што треба името да ти е, треба и да работиш. Ете и тие малите внуците мои со овие се. Исмет воедно е сигурен. Преку неговите 3 сина, традицијата ќе ја продолжат неговите внуци. Моментално се наоѓаме во село Злеово, односно во планината Малготен, кај едно поранешно село Папино. Луѓе нема што живеат, исклучиво со пчеларство што се бавам јас и има уште еден-двајца со сточарство, односно со крави. Со пчеларство почнав да се бавам уште негде пред 25-6 години. До ден денес не се откажувам, односно продолжувам. Успеси и падови има у пчеларството и ќе ги има секогаш. Само треба макотрпна работа и страпление за да може да се работи. А вратам последните неколку години негде околу 100 до 120-30 семејства. А мед сега последните години е многу малце. Првите години кога станав пчелар, 30 семејства имам извадено 1200 кг мед, по 40 кг негде мед од семејство. Сега немаме 7-8 кг негде просек од семејство имаме. Зошто? Самите услови си прават своето. Летно време нема дождови, нема вегетација и они мируваат нормално, нема од каде да се увират. Каква е годинава? Имаме променливо, врнежливо? Сега за сега годината ни не е наклонета. Сепак за пчеларите променлива е, има дождови, има ладни денови и развитокот е доста слаб. Минатата недела имав направена контрола, денес пак са вајле на неколку семејства имам направена контрола, за ваа недела се има некој внес, има унос на мед, се познава, се зависи од времето како ќе биде. Што проблеми имате и кога се менува матицата? Матицата се мени мај месец и почетокот на 6 месец. Проблеми кај нас се јавуваат, заштита како ќе се направи зависи. Јас сум и органско производство. Не ми е дозволено со сите средства и лекарства да се лекуваат пчелите. Исклучиво на база на мраве киселина, на оксална и у последно време излезеа на база на тимол. Вароа има и киси има, не може да се изчисти вароата никој пат 100%. Ама за да бидеш успешен пчелар, треба негде барем 80-90% да ги заштитиш, да бидеш заштитени, за да може да обстанат од вароата. Колкава е цената на органскиот мед? Има ли разлика? Моментално го трошам негде околу 700 денара.
100 денара го повеќе од другите, оно е ефтино за ефтино, ама услови многу повеќе тражат за органско пчеларство. Тоа е, кај нас моментално тоа. Имате ли од лани? Метили? Да. Имам од лани од полен, имам на лагер негде околу 500 км. Се тоа е ставено во тегли. Зависи од продажбата, па да кажам. Ама ваа година имам моментално еден човек од Штип, за Холандија го изнесува. Зимам и на неколку пати веќе по 50 кило денач. Сертификати имам тие работи, се што треба за извоз, немам документа, сакам како го носи понатамо, како тоа си негово, нели? Која паша е овде? Кај нас за почеток имам и нешто багрем, ливацка паша, а претежно до сега тие години сите кога вратам метие, претежно ми е дабов медлика. Ама ја гледаме камилица пред вас. Има. Тревки, нели? Има. Тоа е на еден вид начин на прихрануваат се од тоа. Не име главна паша. Не име главна паша. Лани имаше светол мед и пред 3 години исто имаше светол мед, а од претходните години само 2 години имам светол мед. Се е на темен мед на база односно на медлика. А каква ќе биде годинава, не знаеме. Сега годината не знаеме как ќе биде. Моментално ваа недела имат нешто осетено тргнато да работат, а понатамо ќе видиме. Ако фати суша, може и тоа да се остане. Лани имавме пожар и тоа голем пожар, што зафати многу големо пространство, не само кај мене, него воопшто во овој крај тука, негде околу 14-15 дена гореше и имам и јас дел од пожарот кај мене зафатено. Со пчелите се справиме, заштитиме ги. Тоа сепак е човечка рака, пожаро. Која е предноста и која е пораката ваша за идните пчелари? Зошто да се зафатат со пчеларство? Пчеларството е макотрпна работа, кој не е бил пчелар, тај не знае како е шо е. Прво инвестиција е пчеларството, знаење сепак. Јас моментално имам еден колега тука кај мене шо пчелари, со веќе направиме му 20 семејства и на него. Треба тоа што ќе му се каже да го свати и да почне сам да го работи. Вчера бев за пробишти, зедов матици и савајле ројчиња правевме со тие новите матици. Сакаме да ги укрстуваме пчелите, така кажано. Пожелно е секоја година да има внес на друга пчела во пчеларнико, ради укрстување да бидат имуни. Како и секогаш ви откриваме нови места низ нашата прибава Македонија, се наоѓаме во Мал Готен Кушкулија, во непосредна близина на Злеово, село покрај Радовиш, и она што е секако убавината на оваа природа, недопрена, навистина мир и симбиоза на човекот заедно со природата преку пчелата. И оној вреден дар, медот, кој што треба да го консумираме многу почесто на нашите трпези, да ги научиме и нашите деца многу повеќе да го употребуваат, тоа е пораката. Секако здраво ќе се храниме, но и во истовремено ќе им помогнеме на пчеларите со пласманот на медот. Ова е само дел нели од она што видовте од претходниот прилог. Се надевам дека бевме доволно интересни за да го задржиме вашето внимание, за што ви благодариме. Останете со здравје, се гледаме само за 7 дена. Довидување.